Почитувани, разговараме со Иван Дургутов, млад европски амбасадор, извршен директор на Европската бизнис асоциација од Скопје и магистар по право. Иван, новогодишните и божикните празници се време кога се прават рекапитулации за годината што изминува. За жал, една од нив и не е весела. Државниот завод за статистика прогнозира дека населението во Северна Македонија во 2070 година ќе биде 1,3 милиони жители. На што се должи исцелувањето од државата? Навистина се слушна една ваква вест кон крајот на годината дека за помалку од 40 години всушност ќе сведочиме за тоа дека државата ќе ни се намали за речиси пола милион граѓани. Навистина не е вест која што сакате да ја добиете на крајот на годината, меѓутоа реалноста е таква каква што е. Однос на прашањата каде јас ги лоцирам факторите кои што придонесуваат до исцелувањето на младите луѓе, ви започнав со тоа дека исцелувањето за мене лично е навистина една сензитивна тема, меѓутоа и тема која што е доста комплексна. Верувам дека навистина се задна со оние времиња во кои што младите, меѓутоа и генерално населението во Македонија мигрираше поради чисто економски причини. Денеска се повеќе слушаме од наши пријатели, наши роднини, наши комши, од луѓето околу нас дека тие се селат во другите држави од причини како што се подобар образовен систем, пофункционален систем, подобро здравство и така натаму. Така што верувам дека се тоа проследено заедно со еден светски тренд преку отвореноста на светот на кој што сведочиме и кој што всушност овозможува да биде многу полесно денеска се движите од едно во друго место отколку било кога претходно. Верувам дека се тоа заедно всушност го дава одговорот зашто сведочиме за толку бројна миграција во нашата држава. Вие раководите со организација што може да влијае врз отворањето на можности за младите. Што правите на тој план? Европската бизнис асоциација се труди преку најразлични активности всушност да ги активира младите на пазарот на трудот, меѓутоа и генерално да придонесе кон тоа да имаме подинамичен и пожив пазар на труд. Во оваа насока можам да го споделам Балканскиот економски форум кој што всушност се случи минатиот месец, кој што го организиравме заедно со граѓанската организација Балкански економски форум, како еден од коорганизаторите се јавивме ние како асоциација таму. И токму на тој форум кој што се одржа во главниот град на Албанија, Тирана, имавме можност да чуеме најразлични дискусии, најразлични гледишта од регионални и од светски влијателни луѓе кои што кажуваат зошто и како тие веруваат дека миграцијата се случува, дали и како може да се влијае на истата, ако не може да се спречи, дали истата може да се убlaži и така натаму. Така што токму овој Балкански економски форум беше една од активностите кои што ги преземаме на ова поле, а истовремено и работиме со сите наши компании членки преку најразлични настани. Обележуваме меѓународни денови, испраќаме најразлични пораки до младите луѓе дека сепак иднината може да ја гледаат и во сопствената земја. Последните истражувања покажуваат дека опаѓа поддршката за членство во Европската унија и дека половина од младите се против. На што се должи тоа? Видете, членството на Македонија во Европската унија всушност е еден идеал кој што ние како земја го имаме поставено уште од нашето само самостојување во 1991 година. Тоа значи дека членството во НАТО сојузот и членството во Европската унија се главните два стожери на кои што всушност ние базираме, односно ја основаме нашата независност. Едниот од тие идеали е веќе исполнет, додека вториот долго чекаме да се исполни. Верувам дека токму долгото време поминато во чекалната, односно во предворието на Европската унија, влијае кон тоа поддршката кон членството во оваа Европска унија постепено да опаѓа. Јас се уште верувам и знам дека таа поддршка е висока и дека навистина македонските граѓани сакаат да ја видат својата татковина заедно во големото европско семејство со останатите 27 моментални членки. Меѓутоа, токму чекањето од една страна и токму честопати ирационалните барања кои што се поставени на тој пат од нас и од околни земји, меѓутоа најчесто се бараат од нас, верувам дека ова придонесува кон тоа таа поддршка полека да се намалува. Но на крајот на денот сепак верувам дека таа е се уште висока и дека членството е достижно и реално. Кој е бенефитот на младите со влезот во Европската унија? Доволно е да погледнеме каде младите луѓе се наоѓаат денеска. Доколку знаете некој млад човек кој што своето образование го стекнал во странска земја, многу е можно дека таа земја ќе биде токму земјата на земја од Европската унија. Токму ова образованието, токму програмите како што е Erasmus Plus програмата, се она кое што овозможува младите уште пред да бидат дел од земја членка на Европската унија да се запознаат со предностите од ова членство. И верувам дека и пред да станеме членство, младите се веќе запознаени
Меѓутоа, убаво е да ги повториме тие придобивки кои што не очекуваат на тој пат. Тоа се слободата на движење, слободата да работите во било која земја што ја посакувате во Европската унија и слободата да бидете она кој што навистина сте, да бидете еднакви, равноправни со своите врсници и своите другари и другарки од земјите членки на Европската унија. Престојувате во Вашингтон во празничен период. Гледате на празнувањето со македонски очи. Која е разликата помеѓу празнувањето на граѓаните на САД и на граѓаните на Северна Македонија? Да се биде во Вашингтон во месец декември е навистина едно посебно чувство. Она што можеме да го забележаме дека државата, но и градот овде навистина посветуваат многу внимание на тоа да ги доближат новогодишните празници и магијата и духот на тие празници што е можно повеќе до нивните граѓани. Токму на ова сведочев преку посетата која што имав на Белата куќа и во житната тура и прием кој што ги бавме таму, кој што всушност ни ја покажаа целата она магија која што Белата куќа ја поседува во овој период од годината и сето она што таа го прави достапно преку отворањето на своите врати до граѓаните кои што успеваат да обезбедат пристап и да видат како таа Бела куќа ги доживува празниците. Меѓутоа, и во Белата куќа и вон Белата куќа на самите улици во Вашингтон можеме да забележиме многу убави декори, многу убави украси и сето тоа всушност навистина придонесува кон една празнична пријатна атмосфера. Верувам дека и граѓаните тука, но и граѓаните во Македонија веруваат во ведрината и новиот дух кој што го носат божитните празници и веруваат и посакуваат едни на други по просперитетна и помирна 2024 година. Што лично годинава сакате да ви донесе Дедо Мраз? Од Дедо Мраз секоја година побарувам повеќе работи, меѓутоа би споделил овој пат една која што верувам дека е многу значајна и која што всушност е порака со која што сакам да го завршиме овој разговор. Дедо Мраз посакав на 1 јануари 2024 година да се разбудиме во свет во кој што ќе биде помирно да се живее. Во свет во кој што ќе дискутираме за многу поубави работи отколку за војните за кои што дискутираме во оваа 2023 година и во кој што секое дете, секој млад човек, но и секој човек генерално ќе може да се посвети на себе, своето семејство и својот развој. Ви благодарам за вашето гостување.